Добар ден, почитувани, време е за отвореното студио на телеканал 1 за денес, понеделник. Денес ќе зборуваме на една интересна тема, односно ќе најавиме еден настан кој што ќе се случува на 25 и 26 јуни или поточно сабота и недела, и тоа на планината Беласица. Станува збор за дводневна тура низ мистериозната планина Беласица и тоа со велосипеди. Овој настан е организиран од велосипедскиот клуб Актив од Струмица, меѓутоа на оваа тема ќе зборуваме веднаш после джинглото. Останете со нас. Назад сме во студиото, продолжуваме понатаму. Како што веќе добро знаете и ви најавив, денес ќе зборуваме за двократната, односно дводневната тура низ мистериозната планина Беласица од велосипедскиот клуб Актив, кој што ја организира настан на 25 и на 26 јуни или сабота и недела. Ова е еден интересен настан кој што за прв пат се одбележува од ваков тип во Струмица. Најпрво добар ден и добре дојде во отвореното студио за председателот на Актив од Струмица Иван Андонов, кој што еве ќе ни информира малку подетално за овој настан. И пред се овој настан е прв таков тип во Струмица и на нашата Беласица. Малку околу настанот, меѓутоа најпрво би сакала да започнам од тоа каков е одзивот, односно дали имаме поголем број на заинтересирани граѓани или оние кои што возат велосипед, кои што сакаат да дојдат и да ја истражат мистериозната Беласица. Добар ден и вам, до сите и гледачи исто така. Значи, како што кажа Нели, организираме дводневна велосипедска тура на планината Беласица. Прва од ваков карактер и ваков тип во нашиот регион. Значи, одзивот околу овој настан е доста изненадувачки, веќе може да кажам, се ближи времето. Значи, веќе имаме негде околу 200 велосипедисти пријавено, кои што ќе учествуваат на оваа тура. Некои ќе дојдат сабота, некои недела, така да мислам ќе биде секако што треба, нели, во тој ден, нели, во тој настан. Секоја чест за бројката која што не е малку, 200 луѓе, 200 велосипедисти. Сега ме интересира како дојдовте до идејата, која што секако дека ја поздравувам, прв таков тип во Струмица, меѓутоа и секако сигурно е една огромна организација за која што освен средства, трпење, време и пари, како дојдовте до организација и секако дали имавте помош од сите членови? Па, имајќи предвид, нели, дека нашиот клуб функционира уште од 2012 година, значи одиме во посета на доста велосипедски настани од таков карактер низ државата, од кој еден веќе организиравме 2013 на планината Огржен. Секогаш кога одиме на тие настани, колегите што се велосипедисти, нели, пријатели и другари кои што ги знаеме, се дружиме на тие настани низ Македонија. Секогаш не прашува кога ќе дојдеме да возиме на Беласица, кога ќе организирате. И баш од тој аспект и дојде идејата да се направи еден ваков настан, имајќи предвид дека Беласица е малку посетена велосипедски, малку ја знаат, па и затоа интересот е толку голем уште на стартот. И самиот настан е насловен како мистериозна Беласица, така да самата по себе привлекува. Сега би, доколку можеме во детај или подетално да објаснеме, од каде ќе се тргне, во колку часот, како се ќе се одвива, нормално дека ќе имате и паузи, предпоставувам. Сепак Беласица е доста стрмна. Да. Па, нашата идеја беше и да се постат некои културни знаменитости, исто така попатни станици, како што ги нарекуваме. Ќе имаме две групи. Едната група ќе биде дводневна група, другата ќе биде еднодневна, пошто нели има луѓе кои што не можат да дојдат, времето не им дозволува да дојдат. Да. И значи првата група ќе биде во сабота. Стартот ќе биде во село Банско, нели, во хотел пред хотел Цар Самуил. Од таму ќе се тргне негде околу 9:30 часот најкасно. Таму се продолжува по регионалниот пат од Банско до село Колешино. Од село Колешино према Мокриево, каде што ќе се посети местноста Пирго. Нели, тоа таму се водела битката помеѓу Цар Самуил и византиската војска. Ќе имаме таму една пауза околу 20-30 минути за сликање, за вода и така натака. Од таму ќе се продолжи до Мокрино, каде што ќе се посетат мокринските извори.
Исто така и таму ќе имаме пауза, што значи нема да биде тешка, ќе имаме на секои 5-6 км што се вика пауза. Од таму се продолжува према село Смоларе. Значи возиме цело време долж планината Беласица. И тука ќе се посети, ќе се направи поголема пауза во хотел Атлантис, каде што ќе учесниците ќе имаат можност да се освежат, нели, за ручек. И кафе и сок и така натака. Ќе се посети Смоларскиот водопад, еден од најубавите водопади во Република Македонија. И негде таму негде околу 1 час по локално време предвидуваме да почнеме да се искачуваме по потешкиот дел. По потешкиот дел, негде ќе има околу 11 км искачување до планинарскиот дом Шарена Чешма, каде што истиот ден ќе има и аутдор фестивал со познатиот диџеј Тюб, нели, нашиот диџеј. И ќе има скара, ќе има... Горе на Шарена Чешма? Да, на Шарена Чешма во планинарскиот дом, каде што ќе се направи пауза. Овде ќе бидеме, нели, цела вечер. И од каде што ќе тргнеме следниот... Да, ќе кампуваме, некои ќе спијат во планинарскиот дом, ќе има ручек за сите учесници, освежување и така натака. Значи, една прекрасна дружба. За другиот ден планираме да исто така негде околу 10 часот наутро да се тргне од Шарена Чешма и да се упати кон врв Тумба на тромеѓето на Беласица, Бугарија и Грција, на 1881 метар надморска висина. И значи тука учесниците ќе го видат најубавиот дел во оваа тура. И негде ќе има поголем време за сликање, за дружба, тука негде околу 1 сат, пошто ќе биде доста исцрпувачки до врвот, до самиот врв. И негде по околу 2-3 часот по локално време поручек, нели, ќе се упатиме назад, ќе се посети и Ѓаволски мост. Значи тоа нека остане мистерија, тоа нека биде изненадување за учесниците, тоа е прекрасно место каде што ќе доживеат прекрасни моменти. Сега спомнавте дека ќе се спие горе на Шарена Чешма, односно до наредното утро ќе бидете таму. Сега Шарена Чешма е објект кој што не собира повеќе од 30 луѓе, па и еден до еден, а вие спомнавте околу 200 луѓе дека ќе бидат присутни токму на оваа тура низ мистериозната планина, нели, со велосипед. Како ви организирано овој дел, односно со спиење, па дали има доволно место? 200 луѓе не се малку. Еве и по двајца да бидат во шатори, тоа се околу 80 процентуално шатори кои што не се малку. Да. Значи, имајќи предвид, нели, дека планинарскиот дом веќе при крај со реновирањето и значи капацитетот му е негде околу 70 легла, 70 луѓе кои што може да се сместат во него, но ние, нели, за да нема гужва, ќе сместиме 50 луѓе само. Другите 100 ќе ги сместиме во шатори, пошто, нели, остатокот, нели, од 50 луѓе ќе дојдат другиот ден и нема да спијат. Значи негде околу 150 луѓе ќе спијат на Шарена Чешма, било дали во планинарскиот дом или во шатори. Така да има таму доста место, има голема пољана кај што може да се сместат доста шатори. Го има веќе тоа од искуство, нели, они исто така планинарите организираат големи маршови, по 200-300 луѓе спијат таму, така да нема да има проблем. Да, и тоа проследено, нели, рековте со диџеј, тоа сигурно ќе биде една прекрасна вечер пред се овие веќе жештини кои што некако ни дојдоа над Струмица, па и над цела Македонија. Горе на Беласица сигурно е доста посвежо, поинтересно и попријатно за уживање. Рековте околу 200 луѓе, колку имаме од Струмица и од југоистокот од државата? Па, Струмица негде околу 50 луѓе ќе бидат присутни на тој настан. Тоа е, значи, како возачи, како учесници во тој настан, од кои, нели, дел членови на велосипедскиот клуб Актив, плюс ќе има и редари од Струмица кои што ќе бидат поставени долж патеката. Значи, негде ќе бидеме околу 20 од организацијата, значи 20 луѓе кои што ќе се грижат за сите учесници безбедно да ја поминат цела патека. Сега оваа тура изискува
и сила и некако спремност. Сега дали може еве да речеме некој кој што известно време нема возење на велосипед да ја совлада оваа тура или пак се препорачува на сите еве заинтересирани доколку се уште има време да се прива, дали треба да бидат физички спремни за оваа тура, колку изискува спремност? Па да, треба некоја физичка подготвеност, не многу, нели, пошто и ние сме рекреативци, организаторите, иако некои од нас и професионално се занимаваат со тој спорт. Значи, ќе има пауза на секои 2-3 километри. Значи, дали тоа за вода, дали за било што за сликање. Значи, настанот е од рекреативен карактер. Ќе има прекрасни места кај што мора да застанат за да се сликат. Тоа значи и одмор, нели? Така да 11 километри има потешкоти, тоа е првиот ден, кој што мислам дека нема да има проблем да се искачат до Шарена чешма и да го поминат цел настан, пошто ќе има доста време, цел ден е пред нив, значи од еден негде ќе се тргне од село Смоларе, од водопадите, негде до 5-6 поручек може слободно да ја извозат тие 11 километри потешкиот дел. Па дури и да го носат со себе велосипедот, пак може да се искачат догоре. Да. 2,5 сата е пешки со, нели, по тие скратените патишта да се качат до Шарен чешма. По истиот пат ќе одите и вие или? Ние ќе одиме по долгиот пат, кај што се движат возилата, джипови, трактори и така натака. Знам дека и во нашиот разговор, нели, разговаравме дека вие одевте минатиот викенд, дека ги обележувавте местата кај што треба да се оди, малку повеќе околу организацијата, колку време ви одзема, дали сега сте веќе конечно спремни за во сабота да тргнете? Па негде околу 90% може да кажем дека веќе сме при крај со подготовките. Вчера ги поставивме последните знаци, уште некои ситни детали кои што треба да се средат и го очекуваме викендот да дојде и да биде секој што треба. Исто така неминовно е да не прашам дали Црвениот крст ќе биде со вас, дали сте спремни или за не дај Боже, сепак е планина, сепак може се да се случи. Црвен крст ќе биде присутен, меѓутоа во почетниот дел во село Смоларе, а дел од нашите организатори ќе бидат обучени за не дај Боже да се справат со одредени ситуации. Што се треба со себе да носи еден учесник за да биде целосно подготвен, меѓутоа нели па сепак да не носи многу товар на себе, да може да го издржи овој пат добро. Па да, тоа значи не го спомнав за дводневната тура. Значи тие што ќе спијат, ќе треба да си носат шатори и вреки за спиење. Значи без разлика дали спијат во пленарскиот дом или во шатори, значи мора да имат вреке за спиење, треба облека да имат, храна, нели, и соодветна кацига и соодветен велосипед. Шаторите и вреките ќе им бидат транспортирани со наши возила до пленарскиот дом Шарена чешма, значи ќе им се земат тие ствари, нема да им тежат во текот на возењето. И ќе си ги земат на Шарена чешма, ќе си ги постават и исто ден може да се кампуваат таму без никаков проблем. И наредниот ден, значи треба да ги соберат, ќе ги стават пак во нашите возила за да ги вратиме назад. Тоа се бара од нив. Иако рековте дека околу 200 луѓе од цела наша Македонија ќе присустват токму на овој настан, меѓутоа еве доколку токму денес ја гледат нашата емисија и со овој прекрасна промоција на овој настан, доколку се заинтересирани или еве денес одлучиле да бидат дел од овој настан, како може да го направат тоа и дали може се уште да го сторат тоа? Да, може, значи до последниот ден може да го сторат. Значи може има таму нели објавено ивент на Facebook, таму може да се обратат за сите информации, значи мистериите на Беласица, да го најдат ивентот и да го отворат и таму се сите информации потребни за да учествуваат и да се пријават за овој настан. Јас би се заблагодарила за многуто учества кои што досега ги имате во телеканал А1. Ви посакувам премногу успех на овој настан 25 и 26. Се надевам дека многу наскоро ќе дојдете со импресии, со спомени, со нешто кое што треба да се сподели и некако и да се привлечат граѓаните почесто да се движат на велосипед отколку во своите автомобили. Меѓутоа, еве сега да преминеме на една друга тема, ме интересира дали еве овие апели, настани кои што ги организирате повремено, па дури еве вие речиси секој викенд сте на терен,
терен, односно сте со своите велосипеди на планините, бидејќи сепак вашиот тип на велосипедизам е планински велосипедизам. Дали тоа од вашето последно или од вашето прво гостување овде во нашата телевизија вроди со плод, односно колку граѓаните повеќе ги гледате на своите велосипеди? Па посебно ми е драго што има голема заинтересираност. Значи велосипедистите се повеќе и повеќе ги има. Сега да не се фалиме многу, благодарење и дел од нас имаме заслуга ние како велосипедисти, како здружение на велосипедисти, да го поттикнуваме тој тип на спорт во Струмица и регионот. Луѓето се почесто возат благодарење на нашите активности, на различноста која што ја нудиме, постави на доста преубави предели во Република Македонија, кои што луѓето сакаат да ги видат, сакаат да се ја запознаат земјата, сакаат да ги видат тие прекрасни предели, кои што верувам дека секој сака да отиде, пример, Пелистер, Маврово, Маријово, Галичица, еднаш во животот, значи вреди да одвојат време да ги посетат тие места, без разлика дали планинарење, дали со велосипед. И ние на некој начин и тоа и го промовираме, планинскиот велосипедизам, да ја зачуваме нашата животна средина и се повеќе луѓе да возат велосипед. Тоа го издействуваме исто така и преку критична маса која што ја организираме еднаш месечно, преку која даваме порака до граѓаните, без разлика дали возат или не возат, како например да не почитуваат во сообраќајот, да се направат велосипедски патеки, паркинзи и така натаму. Че ние сме доста голема организација веќе, може да кажем. Многу сте активни на терен, кој што може би еден од побитниот фактор за и разбудување на свеста кај граѓаните, и некогаш граѓаните знаат и дека треба да бидат подсетени за нештото, за некако да им текне дека тие освен со своите автомобили можат да го направат со велосипеди побрзо, поевтино, меѓутоа секако се заштитува животната средина, исто така можеме низ улиците побрзо да стигнеме и да се рекреираме, освен здравјето кое што можеме да го добиеме со физичката активност, тука некако, барем јас ве знам поодамна, можам да кажам дека и дел од вашите членови имате некако и другарство, некое пријателство кое што се врзува, кое што живее и понатаму и за семејни веселби, и за дружба. Тука сте, дали вако остануваат и пријателството од овие дружби, како што ќе биде тоа во сабота и недела, дали да речеме потоа останувате пријатели со некој од Скопје, од Тетово, како остануваат пријателствата за воиднина? Овде дружбата е најважна. Значи нераскинлива. Значи ти си со тие луѓе на планина, значи делите добро и лошо, значи се случуваат секакви ситуации, Ќе се повредиш, ќе паднеш, ќе залуташ негде по некој пат. Баш тие моменти те врзуваат и те сплотуваат на некој начин и едноставно тоа другарство е нераскинливо. Баш и ние како тим сме стварно доста блиски и се поддржуваме еден со друг и од таму може да кажем дека доаѓаме до тие резултати кои што може и вие ги гледате нормално, се повеќе и повеќе велосипедисти возат и сакаат да бидат дел од нас. И така. Исто заборави да кажам дека по наша иницијатива се формираше и пред месец дена едно координативно тело при општина Струмица, кој што ќе работи 5 години, има за цел да работи 5 години на еден проект. Значи со тоа координативно тело треба да се изградат велосипедски патеки долж цела Струмица по главните булевари и каде што таму сме членови и ќе издействуваме, значи за во рок од 5 години да се направат велосипедски патеки низ општина Струмица. Дај Боже, тоа ќе вроди со повеќе велосипедисти во Струмица. Сега би сакала уште нешто да прашам, дали имате членови во актив кои што редовно доаѓаат некои, од зависност од своите обврски, меѓутоа дали знаат да кажат: Иван, јас имам таква и таква идеја, што велиш, дали може да се спроведе, не може да се спроведе, дали имате ова таква комуникација, слободен начин на изразување кој што нормално повеќе глави, повеќе идеи, повеќе предности и за промоција на вашиот клуб, меѓутоа исто така и за промоција и на туризмот во Струмица, и пак зошто да не за дружба. Па,
кај нас во клубот нема класна поделеност, значи сите сме на исто ниво. Без разлика, нели, јас поофицијално или тоа нема никаква врска. Мора да има председател. Да, мора да има некој представник на некој начин. Иначе, кога се збираме, кога одлучуваме, заедно одлучуваме. И подобро е така, значи повеќе глави подобро размислуваат, нели, во секој случај. Јас не можам да бидам експерт во се. Тука се сите идеи тие што ќе ги имплементираме сега на овој настан не се само мои. Значи тие се идеи на сите членови. Значи ние се збираме еднаш месечно и одлучуваме што ќе работиме, како ќе работиме, кој и каква задача има. И тоа сите со задоволство го прифаќаат. Сега ме интересира најмалите членови, како стоите со нив, дали има заинтересираност кај нив? Има доста заинтересираност кај младите членови. Сакаат да не дружат, сакаат да возат со нас, нели? Меѓутоа, ради теренските, да, мора со родители и така натака, нели? Да дојдат со родители, да возат и да не дружат. Мислам дека со тек на време и ќе имаме некој таков оддел или одсек, нели, за помладите. Дали еве да речеме може овие што се помошните седишта за велосипед, дали со такво седиште може да се дете да се вози на планински велосипед или сепак не се препорачува? Па баш вчера при маркацијата, при последната маркација, имавме еден таков случај. Значи татко и син на еден велосипед не беа од Струмица, од Скопје, кажаа дека и се качуваа према Шарна Чечма двајцата. Така да не е прекрасна дружба е тоа. Со детето тоа е прекрасно задоволство. Дури имам и двајца членови од клубот кои што понекогаш ги носат своите синови низ големите настани кои што се организираат на државно ниво. Како што бевме сега последниот пат во Кавадарци на Алшер, еден од членовите си го зема и синчето. Клубот му подари како заслуга дрес на крајот од завршената рута и значи тоа е неопишиво задоволство за едно дете. А исто така се што се учи од мали нозе, така да љубовта полека како кон својот родител, така и детето, па можеби зашто не традиција да се остане во семејството. Би сакала, пред крајот, меѓутоа, нормално има делови, па нели да се дополните, дали имате и таква организација која што е доста потребна при велосипедизмот, односно при возењето, може да дојде до некаков дефект, дали тоа го имате во членството? Како ги организирате тие работи? Значи, нашиот клуб функционира малку пошироко. Во склоп на клубот функционира и сервис, исто така, продажба на делови на велосипеди, значи давање совети при избор на велосипед. Имаме доста услуги кои што ги нудиме на граѓаните. И секогаш кога одиме на некој настан, на некоја тура, без разлика, иако јас да несум некој друг да е, значи со себе носиме алат за секаква непогода, да кажеме, за секој дефект. И за ланет, за гума, нели, не дај Боже да се скрши велосипедот, па тогаш нема лек, нели? Али за тие поситните делови сме спремни во секој момент. Внимателно, без многу брзина, нема да дојде до такво нешто. Да. На самиот крај последно, за иднина, што да очекуваме овој еден прекрасен настан, се надевам дека ќе биде доста посетуван и секако испромовиран насекаде, бидејќи, како што и самите рековте, освен што рекреираме, се дружиме, тоа е некаков еден промоција на туризам во Струмица, зашто да не би прераснало, во да речеме и традиција која што со векови после ќе се одржуваме, дали имате вака идни планови, нешто да ни навестите за во иднина? Знам дека нема да застанете со сигурност тука. Па за 2016 имаме некои идеи, некои планови кои што треба да ги издействуваме. Од аспект за паркиралишта на велосипедисти, пошто фали во Струмица, некои такви ситни работи. Сакаме да издействуваме една велосипедска планинска патека да се направи над Струмица, кај местноста Стрелиште, кое што ја нарекуваме. Па нели, се уште не знаеме, ние се трудиме да издействуваме од општината тоа да се случи, но времето ќе покаже дали тоа ќе се случи. Се доколку вие се трудите, верувам дека ќе вроди со плод, бидејќи од самиот почеток ние сме се дружеле овде во студиото на телеканал 1 во различни емисии, па секоја година, односно месец за месец се повеќе и повеќе ни доаѓате со нови идеи, нови настани, нови случувања, нови дружби. Се надам дека исто така, бидејќи токму на Беласица се наоѓа, односно овој настан ќе се одржуваме до година ќе имаме и од соседството гости
кои што верувам дека ќе ги интересира и тие вака директно, односно преку велосипед да ја запознаат Беласица од близу. Да. Ви благодарам за денешното гостување и се Благодарам. надевам дека повторно ќе бидете дел од отвореното Па ве поканувам да дојдете на прекрасна дружба на планината Беласица. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани мои, ние сме на самиот крај. Сите оние кои што се заинтересирани, кои што се љубители на планината и на авантурата и пред се на велосипедизмот. Доколку сакате да бидете дел од овој настан, кој што ќе се одржува на 25 и 26, односно сабота и недела, на мистериозната Беласица, можете слободно да ги контактирате членовите од велосипедскиот клуб Актив. Секако, доколку сте заинтересирани, тие понатаму ќе ве упатат и ќе ви дообјаснат се што треба да поседувате и како да станете дел од овој прекрасен настан на кој што ќе учествуваат околу 200 луѓе. Ви благодарам за вниманието, се гледаме повторно во некој наредно отворено студио. Довидување.